се дознали дали Ритко ја однесе мама Гавазова на шопинг. Стварно ми е тоа сега највише ме мучи моментов. Баш као оној муабетот за светичката и микрофонов. И како светичка, како микрофонов. Значи, кој каков е тој денешен сензационализам што го направи овие разниве структури, платформи што го снажуваат секој да биде звезда на 5 минути. Овие подкасти, моткасти, 3 дена читаш на Facebook нешто. Ова мама Гавазова се извинува за нешто пред македонскава јавност, за незиниот наступ таму. Читаш за ова, мислиш, кој знае што се деша, гледаш човече, то везе нема. Везе нема. Да е на такво едно ниско ниво, на едно такво, не знам, примитивно ниво се направено. Просто не знам како тоа. Нормално, секој станува, ја мислам, викам, чека да го изгледам, да видам што е ова работава, нешто да... Мене искрено најсензационално ми беше целата тоа што е тоа, како се вика тоа, тројца у видео кол нешто си прават мој. Најсензационално ми беше што овој, кажи го Ритко, што прв пат го гледам сега, мислам, не знам кој е дечко, извади говорна порака, покажа дали од овој подкастеров Лазаров, деме му вика, ај дојди у емисија, ја тебе тука ќе те овој снабдам со храна, пички и дрога. Па добро бе, можно ли е да сум толку глуп? Како до сега не ми текнало, ја е вака, како што стримам вака, како се вика ова вака од дома, и дури со гости ова да почнам да оправам. И да ви нудам храна, пички и дрога. Ова, ако се женски, ќе им нудам стриптизери мушки. Што да е?